овој дел од емисијата ќе зборуваме за 11 декември, кој што е светскиот ден на планината. Македонија изобилува со голем број на планински предели и планини преубави кои што може да се користат подеднакво добро и во текот на летниот, но и во зимскиот период. Но она што е најважно, колку ние ги знаеме основните правила на движење во планините. Дали сме подготвени, дали знаеме што е се она што може да не очекува низ планинските предели и колку секако знаеме да одговориме на сето она што таму ќе не снајде во текот и на зимските, но и на летните временски услови. Дали доволно ги користиме планините за рекреација и за уживање? Ова утро во студиото на Македонија денес разговараме со професор Јован Јовановски, професор по антропомоторика на Факултетот за физичка култура. Добро утро, професор, и добро дојдовте. Добро утро, добро најдов. Ви благодарам што секогаш кога имаме желба и интерес да зборуваме за спортот и ете конкретно и ова утро и за планините, излегувате во престрад да ги информираме гледачите и да дадеме по некој совет кој што веројатно верувам дека ќе остане некаде длабоко запаметен во моментите кога ќе се најдат секако на планината. 11 декември е светскиот ден на планините, но колку ние знаеме да ги почитуваме планините? Па планините не се освојуваат, туку тие не освојуваат нас. Тоа значи дека ај го освои врвов. Не е точно. Планината ни дозволила тоа да го направиме. И сега, секој пат кога зборуваме ние за планинарење, треба да направиме разлика, а тоа е сигурно во доменот на едукација, што е планинарење, што е алпинизам. Значи, планинарењето и планинарите се движат по оптимална патека. Обично по патеката по која се движат животните во шумата. Тие никој пат не одат право. Туку одат по некои серпентини и кривулести патеки, додека алпинистите го бараат најкраткиот пат, што е најбрз, меѓутоа и поставува пред нас најмногу барање. И планинарењето си поставува одредени услови што треба да се исполнат, за да може да се реализираме идејата дека еве ќе одиме на планина. Тоа опфаќа многу аспекти. Прво од идеја до реализација. Значи идејата не е денеска ќе ми падне на ум да одам на планина и одам, туку тоа се случува нешто порано. Тие што вистински го прават тоа што се вика планинарење, тие се 2 дена пред да појдат на планина на врвот. Значи го одживуваат целото одење, условно кажано мисловно, меѓутоа попат ги поминуваат сите работи што се потребни за да бидеме ние релативно безбедни, затоа што не можеме да се заштитиме од се. Меѓутоа, ако сме спремни да можеме да одговориме на одредена ситуација, која може да биде секаква, затоа што опасностите во планина може да бидат од објективна причина и од субјективна, па плюс и, да кажеме, во тој психолошкиот простор, паника. Имате ситуации кога луѓето не знаат што да направат и паничат и се доближуваат до опасното ниво дека можеби ќе се заврши и животот. Тука се загрозува и целата група, доколку еден само е поединец паничар. Значи, планинарските тури, ако се организирани, што е добро, сега организирана планинарска тура не значи дека тоа се прави преку планинарско друштво. Туку може одредена група луѓе да се договорат и да го направат тоа. Може да биде индивидуално. Имаме многу луѓе кои милуваат да одат сами во планина и тоа е лично право. Меѓутоа, сите, независно дали се поединци или се група, мора да ги испочитуваат основните правила што треба да се почитуваат во планината. Особено на терени на кои може би одат прв, втор или трет пат. За разлика од другото каде што веќе е познат теренот, условите, независно од временската ситуација, таму безбедноста е, условно кажано, позагарантирана. Меѓутоа, подготовките секако значат дека ние имаме соодветна опрема. Прво сме психолошки спремни дека тоа треба да го направиме. Ако планинарската тура се одвива во домови кај што можеме да стигнеме да одмориме или да преноќиме, треба да се земе соодветна храна, да се обезбеди комуникација и да се знае точно марш рутата каде што ќе се движиме. Попат не очекуваат изненадувања, ама конечно сите овие работи што ги кажуваме како потенцијална опасност,
па ја прават и убавината на целото доживување што се вика планинарење. Да, не знаеме што може да не снајде на планината, мораме да бидеме подготвени на секакви неочекувани ситуации. Значи, јас зборувам од искуство, затоа што повеќе од половина век сум одел на планина. И сам, и со пријатели, меѓутоа и планинарски тури организирани во склоп на наставата на факултетот. И ние сме оделе обично 5 дена во планина, ноќевајки во шатори. Тоа е припрема која траела месец дена пред да се појде на планина, затоа што носите група од 30 студенти. И се ги предвидуваме под наводници можните опасности кои може да се случат. И таму пишува дека може да има, да кажеме, лавини од снег, од камења, може да биде лизгав терен, магла, снег, ветер, да паѓаат дрвја, инсекти. И ние имавме случка кога летно време, тоа се случуваше негде на крајот на август, обично тоа време ги правевме планинарските тури, ги опоменувате учесниците во турата, немојте да ги влечкате нозете додека одите, и ти викаат зошто, може да има инсекти. И, како да рековме, влечкате ги нозете, одејки така и удирајки како топка со стопалата, удираат едно гнездо од пчели. И пчелите ја нападнаат цела група. Значи, имаше 12 студенти испокасани по глава, по раце и сега. Во претходното мислење, или анамнеза го викаат тоа докторите, прашуваме некој да не е алергичен на убот на инсекти. Ние сме носеле змиски серум и такви работи заедно со мојот колега по Петровски. Инаку тој е доктор по професија, ама и наш колега на факултет. Значи, се обидувавме да превенираме нешто и среќа имавме голема што бевме блиску до реката. И студентите едноставно ги нурнуваа главите во водата за да се куртулат од бодежите и од отоците. Сакам да кажам. Значи, ова е непредвидлива работа која може да се случи. Може да биде змија, може да биде нешто друго. Значи, една од можните опасности која може да се превенира со упатство како да се однесува додека се оди по таа патека, ако ја познават. Но ние често велиме не може мене тоа да ми се случи, ништо мене нема да ми се случи. Тоа е најлошата варијанта, туку стално треба да си велиме себе си дека и мене може да ми се случи, што ќе направам во таа ситуација. Пример, одиме во планината и одеднеска гледате по патекава мравјалник, знаете како ги прават тие, како некои кули вака, и тука материјал носат. И јас постојано сум правил. Знаете ли што е мравја киселина? На студентите не знаеме. Дојдете сега да видите и ќе удрат по тоа гнездото вака 3 пати, ставете ја раката под нос и тоа прави како анестезија, значи киселината изфрлаат. Сакам да кажам дека ние упаѓаме во простор што условно не е наш. Затоа што викаме одиме на планина. Значи тоа не е наш простор и треба да ги почитуваме сите нешта што таму се случуваат. Таму може да се случи да се залута. Значи, иако патеката е бележана, меѓутоа бележана патека во магла и во снег и во ветер е небележана и небезбедна патека и тоа може да заврши со фатални последици. Имавме примерчиња и ние ги кажуваме тие како екстремни, меѓутоа опасностите демнат и ние треба да направиме се за да условно не дозволиме тоа што е во наша моќ за да не ни се случи несреќа. Да, често е барем кога одиме на водно, рекреативно да се рекреираме во текот на убавите временски услови, можеме да приметиме како повозрастните луѓе со себе носат стап. Од младите ретко кога ќе забележиме дека со себе носи стап во процесот на движење на планината. Сега јас имам тука став за тие работи. Сега е модерно да се оди со 2 стапчиња од скијање или за одење во планина. И сега повозрастните, јас имам пријатели кои одиме на планина и одат они со 2 стапчиња и јас викам рано ни е за уште за стапчињата, затоа што тие стапчиња овозможуваат да имаме ние поголема потпорна површина, помалку да ги оптоваруваме нозете, условно кажано, а ги оптоваруваме рацете, што е добро, како една компонента од фитнесот, не сваќате? Меѓутоа, стапчето е згодно за многу работи, например, кучиња. Да. И вие имате условно некоја одбрана, тие од стап се плашат. Иако, мислам дека и тие си знаат и обично напаѓаат луѓе кои што се плашат. Тие што се плашат, кажуваат тие што се занимаваат со наука, дека ние во стравот лачиме некоја
материја која тие препознаваат дали по мирис или по нешто друго и тие тука викаат еве ова потенцијалната жртва. Јас сум имал ситуација кога сум одел сам во планина и ми доаѓаат 10-12 кучиња од околу и сака да те јадат. Ама ти викаш нема да ме јадат. И се симнуваш во нивниот простор, се спушташ ниско, ги гледаш во очи и тие полека ќе се смират и ќе ми дозволат да одидам. Така да стапот или прачката, не е важно, може да користи во такви ситуации. Евентуално, ако има некоја змија или нешто друго да... Тоа ми беше малку младите не носат нешто со што би можеле па и ние да се одбранат. Да ви кажам, и ние не носевме кога бевме млади, затоа што викавме прво мене не може да ми се случи. Јас не можам да паднам, меѓутоа се случува дека ти одиш и паѓаш и сега викаш, абе некако ставов мој не беше исправен. Тие работи што денеска се лесно достапни, например, се случува да многу луѓе што одат на планина употребуваат алпинистички дополнителна опрема. Ставаат подметка со клинци што ги викаат дерези, така се викаат, нели? И ги употребуваат на места кај што не им е местото. Јас имав една можност, бевме пред 2 или 3 години на Љуботе. И падна снег, а беше септември. Одеднаш снег и магла и ветер дуваше и луѓето од ранците извадија дерези, сите ставаа и одеа по карпите кај што се лизга. Јас толку паѓање на задник во живот нема видено пред мене. Значи, злоупотреба на помагалата што треба да помогнат. Тие само уште повеќе прават опасно, затоа што ако нема каде да фатат клинците, ти се лизгаш многу повеќе отколку одиш со обичен чевел. Несоодветна обука, несоодветна одлука и несоодветен избор и употреба на тоа што треба да ни помогне. Или, да кажеме, во облеката многу луѓе грешат, ќе се преоблечат премногу или премалку и тие и во едната ситуација и во другата губат енергија, а во планината најголемата опасност е, особено ако е студено, да се јави хипотермија. Значи, таму е тоа нешто опасно кога може да го загубиме животот, ништо да не правиме, а едноставно да смрзнеме. Да. Кои се најголемите грешки кога станува збор во избор на гардеробата, на облеката со која што се оди на планина и на чевлите со кои што се пешачи? Чевлите, да почнеме од чевлите, од оздола нагоре, нели? Чевлите треба да бидат комотни, да бидат веќе употребени, да не се разгазуваат на планина. Така, да не ни направат плускавци пред време. Нека ни направат претходно, ние ќе ги вежбаме на друго место и кога ќе ги имаме на нозете, ќе бидеме во нив сигурни. Тие се обично и водополупропусни или понепропусни, има модерни така, ние на времето немавме такви. Но да бидат наменети секако за планина. Наменети за тоа, ние нашите чевли ги мачкавме со свинска маст и понастрчаа кучињата во планина зашто им мирисеше маст. А зашто стававте свинска маст на... За да не пропушта вода. Значи имавме трикови. Па после тоа не можевме да си дозволиме вакви сега вибраџон, па едно, па друго. И ние преку чорапите стававме најлон кеси, за да се заштитиме. И кога ќе стигневме во дом, тамо беше најинтересното, во собава не може муа да пролета, паѓа одма од мирисот. Така да, понатаму, кога долна облека препорачано е, секој пат се знае, ако е повеќе од еден ден турата, што се треба да се носи. И тоа обично лесно се планира. Што би носел јас дома, меѓутоа нешто засилено. Така да, долен веш, пантолани широки, не тесни. Сега има и тесни пантолани што се од еластични материјали, кај па можете да исчекорите повеќе без да ги скинете. Меѓутоа порано тоа не беше така и ние моравме да носиме широки пантолани за да можеш да исчекориш. Треба да се качиш на карпа, да расшириш, поголем чекор да направиш. Значи, од озгора мораме да имаме топла облека, обично ние велиме од памук, најдобро реагира, сигурно. Вентијага или шушкавец, секако капа, очила, ракавици. Тоа е генерално тоа што треба да се носи. Кога ќе дојдеме до храната покрај тоа што треба да биде одбрана, по кој редослед треба да биде применета, најдобар систем за мене е сендвич систем. Си планираш сендвич ваков за појадок, за ручек, евентуално тамо ќе се направи нешто супа или нешто слично и тоа не прави да тежи многу, затоа што ние на
5 дена планинарска тура, ранецот минимум тежеше по 20 до 25 кг. Доаѓале студентите се многу И повеќе доаѓа што треба? студенти, еден студент, плюс тоа спортист, атлетичар, и ние правевме проверка на железничката станица во Богомила, секој застанува за својот ранец и јас и професорот Попетровски од нашите ранци вадиме, имате ли ова? Тие покажуваат и ги оставаат на страна. И за храната кога дојдовме и еден извади 7 или 8 литри млеко во тетрапак. А ние изборуваме пред тоа дека тоа може да го направат, ќе земат млеко во прав, што чини 200 грама, наместо да носиш 9 кила. И тој застана. Јас не бев на предавањето. Сакам да кажам дека се треба да е испланирано, дури и редоследот на работите што се ставаат во ранецот. Да биде лесно за тоа се вадење, знае, за консумирање. не само лесно, туку редоследот најбргу треба да видат пристапни тие работи што се за прва помош. Прва помош мислејќи на тоа шушкавец, капа, тие на еден, храната некаде на друго место и за тоа има правила, има прирачници, има професионално обучени водачи во планина што сега функционира неколку асоцијации во Македонија кои за жал се двојат од Планинарската федерација на Македонија, што зборува за односите меѓу луѓето. Да. Вие споменавте дека во вашата кариера речиси половина век го имате поминато на планината, што сами, што во група и организирано. Може ли да ни кажете кои се предностите, кои се маните да човек сам замине на планина? Сам значи најмалку тројца. Нема сам. Да. Никогаш не сте отишле сам на Не, непознат одам терен? сам и сега тоа сите ме на некој начин ме кудат, ме караат, зашто оди сам. Меѓутоа, ние некој пат сами сме најсреќни. И сега, ако се земе тоа како една компонента што нас не исполнува, мене ми е убаво да го направам тоа и сам. Меѓутоа, не сум дошол во опасна ситуација, а еден човек не може да ви помогне ако се повредите. Двајца да. Ние сме имале ситуации кога сме биле група, одеднашка се јавува здравствен проблем. Една студентка, ние кога ќе дојдеше така патеката кај што е многу стрмна, обично интензитетот на напорот се цени и ние го ценевме преку пулсната фреквенција, преку срцевата работа. И јас велам стоп, ајде да провериме пулс и кажуваат 100, 110 и некој вика 250, 220. Ајде уште еднаш пак некој вика 220. И ние наоѓаме која една студентка, колешка ми е сега, се сеќавам дека Миријана се викаше. Јас проверувам пулс 210 кај неа. Веќе во мирување. Поминува 2 минути, другите проверуваат, паднал пулс од 90, 85, тие здрави спортисти, генерално. Таа ќе направи 4 чекори и го крева пулс од 210. И што да правите? Опасност во планина. Најблиското место е 4 сати пешки. Со джип саат време. Што да правиме сега? И студентите прават носилка и ја носат вака на раце во планината да ја вратиме во дом. Сакам да кажам дека безбедноста е условно повеќе обезбедена ако не сте сами. Сами тешко може да си помогнете, може би во некоја банална ситуација. Меѓутоа, ако биде паѓање, ако биде убод или нешто друго, камења да паѓаат, тога е тешко. Овие работи мора да се имаат во предвид, не затоа што можеме да ги превенираме во целост, меѓутоа ние да бидеме и спремни за евентуална таквата ситуација. Например, кога зборувавме ние, задолжително баравме студентите да носат јаже најмалку 2 до 3 метри. Од многу причини. Да носат алатки, па што знам, клешта, па парче жица или нешто слично, што сега е можеби банално, сега имаме ние инстант планинари, кои се качуваат до врвот на водно со кола или до Чеплес. Ќе отидат таму, ќе влезат, има забава, ќе се направат ноќ и каде бевте на планинарење. Мислам, тоа е вулгаризација на целава активност, затоа што јас разбирам дека некои луѓе така милуваат и така да се однесуваат. Меѓутоа, тоа не би го препорачале. Ова друга е здрава работа која ни дозволува да доживееме планината. Ако имаме можност, додека се движиме низ планината, да забележиме дека еве сега се шумата е во 10 бои,
па дека има убав пейсаж, дека ви е убаво со тие што сте заедно и тоа е таа што знам убава страна на одењето во планина. Да, споменавте студентката со висок пулс. Со колку ние често се преценуваме себе си во однос на тоа колку можеме да издржиме и што можеме да постигнеме? Тој што условно ги води луѓето во планина, секој пат има некој што ги води во планина. И ако се тројца пријатели, меѓу нив едниот е водач. Тој кој што ги мотивира. Тој што ги мотивира и можеби има повеќе информации, да кажеме, за таа патека или за тој терен. И сега во таа ситуација јас лично никој пат не сум дозволувал најдобрите да одат напред во колоната. Најмалку што можат, тие ќе бидат први. Тоа значи дека сите ќе стасаат. Ама ако дозволите вие групата да ви се растури, вие имате дебел проблем. Тоа значи дека тие што се силни и јаки ќе избегаат и ќе се одвојат од групата, а некој кој ќе се одвои од стадото го јаде волкот. Значи, во таа ситуација, моја препорака секој пат била и сум ја почитувал дека тие што најмалку може треба да одат први. И тоа има релаксирано, нема висок пулс или има толку колку што тие може да одат, а за другите ќе биде лесно. Бидејќи ние сите имаме различни можности и капацитети. Некој може многу, некој може помалку, а овде се собрани луѓе со различни можности, значи треба да стигнат. Некако со специјални потреби, ме разбирате? Секој си има своја мерка, ама ако сте во група, ќе си ја најдете мерката. Мора да се почитува секоја способност, инаку имаме проблем. И да не се форсираат оние кои што не можат нели повеќе за да успеат сите на крај да стигнат на зацртаната цел. Точно, и да го доживеат тоа како нешто пријатно и да му се навраќаат одново и одново. Да. Многу ми навела дека е многу полесно симнувањето од планина, откако веќе ќе се успеат да се искачат на врвот. Таму лежи опасност. Тоа е исто голема грешка, затоа што се опуштаат веројатно. Е грешка затоа што спуштањето надолу прави дека ние не треба да ја совладуваме земјината тежа нагоре, нели? И мускулите се оптоваруваат на различен начин, особено на нозет. И болките после спуштањето од високо кон ниско се поголеми отколку кога се качуваме. Докажано е тоа. А тоа настапува и некоја помалце, како да кажеме, еуфорија. Еве, завршивме, се качивме наврот и трчаат надолу и тоа е многу опасно. Тогаш, ако сме се качувале нагоре, сме одбирале каде ќе го поставиме стапалото на овој камен и на овој надолу, тоа не го правиме и тоа е шанса да си направиме само повредување, што е... Поголеми повреди се прават при симнување или при симнување отколку при качување. Затоа што вниманието при качувањето прво е поголемо, не е истрошено, и ние мораме да внимаваме каде ќе одиме, иако патекава е бележена. Меѓутоа имате камења кај што треба да згазнете, па некој се лабави, некој се цврсти, додека кога одиме надолу сите трчкаат некако, брзо се симнуваме и тоа е опасно. Сега кај помладите тоа сигурно дека носи помала шанса за повредување отколку кај повозрасните, затоа што повозрасните треба да се респектираат што веќе немаат. Тие веќе немаат сила голема, немаат многу рамнотежа, респект има исклучителни ситуации, меѓутоа генерално староста носи дека нас ни паѓаат сите способности, па меѓу другото и овие моторички способности. Колку нашите деца знаат да се однесуваат во правила или колку често се користат планините како начин за рекреација и за едукација во основното образование за најмалите како да се однесуваат во планински услови? Ако го земеме водно, и сега луѓето што одат на водно, независно дали одат од матка до врв или од кочорацин до врв, ќе најдете дека процентот на не мали деца, туку на помлади е многу мал. Тоа е можеби дел од нашето поднебје, културно живење, поднаводници создадени навики за ваква активност, веројатно доминираат другите активности, што е во ред, секое време си носи свое. Меѓутоа мал е бројот на младите. Значи, обидот да се направи нешто такво лежи сигурно кај постарите и на кои им е дадено тоа да го прават. Значи, да ги носат децата на планина, да одат со нив заедно, па не со цел дека мора тоа да го прават.
Вие како професор по антропомоторика, зашто го препорачувате планинарењето за децата? Кои се придобивките кои што може да ги добијат? Доколку ете навремено родителите размислуваат да го користат тоа? Децата се зверови во позитивна смисла. Значи тие со 2,5 години и со 3 години прават работи што не можеме да ги замислиме. Например, одат они саат и пол време, можеби со истото темпо како нивниот татко, дедо или некој со нив што се, и не покажува знаци на замор. Значи, они се може затоа не ги носат родителите, не може да ги стигнат. Ама родителите бегајќи од напорот што децата може да го совладаат, тие некако и они на страна. Абе, да не ги носиме, да не настине, ладно е, вака е, така ќе си најдат причина да не го направат тоа. А тенденцијата да го направат. Училиштата, за жал, со честни исклучоци кои веќе згаснуваат, не реализираат програмски планинарски тури. Имаме една ситуација кога студентите од Универзитетот Свети Кирил Методи еднаш годишно се собираат на водно и се качуваат до горе во штикли со ланци, со мириси и парфеми за да добијат потпис. И тоа го прават еднаш во животот у прва година на факултет. Меѓу нив има од 3000 студенти само 100 што ќе се качат до врв и ќе се вратат назад макар еднаш во животот. Сакам да кажам дека тој простор каде што се прави едукација, се отвораат вратите кон знаењето, овој дел, планинарењето, го нема. Бенефитите од планинарењето се многу бројни. Затоа што прво, планинарењето не е спорт. Нема надпревар. Но кај нас има надпревар, прв до врв, ете имаме реализирани. По мене не е во ред. Според моје мислење. Затоа што генерално спортот е многу агресивна работа. Вие мора да имате противник да го победите. А го победувате со различни средства. Некој со тупаница, бокс. Сваќате? Другите раздвоени со мрежа. Агресија, ама преку мрежа. Ме сваќате? И сега, во спортот има најмногу воена терминологија. Напад, контранапад. Ме сваќате? Крило лево, крило десно. Офанзива, дефанзива. И сега кога човекот има пред себе противник, може да биде или победен, или да победи. Нерешено има ретко. Ме сваќате? И сега овој простор спортов дозволува и таа потенцијална, не негативна, агресија да се реализира и луѓето доживуваат задоволство. Меѓутоа, дали е задоволство, вие секој ден да одите на пливање, да тренирате од 5,5 саат, не да одите на работа, до 7 и од 7 да одите на училиште. Ова се случува кај деца од 6 години па натаму. Планинарењето не е тоа. Тоа е по мене многу поблагородна активност која дозволува да се запознае планината во различни услови. Вие ја запознавате есен, зима, пролет, лето. Во базен децава бројат плочки додека пливаат. Секој ден 10 години. Што ќе понудам? Јас ќе понудам ова, друго, сигурно што е шарено, отколку што е монотоно. И плюс тоа притиснати од родителите што имаат лични фрустрации, да биде прв дете во се раѓа му купуваат тениски рекет, ќе биде тенисер. Број 1. Тоа е лош избор, ама што да се прави, тоа е вистина. Различни луѓе прават различни избори, но најважно е секако да се запази и физичката активност што е најмала возраст. Што е она што вашето искуство говори, како е кај нас, како е во другите земји во однос на образованието, еве конкретно користењето на планините и планинарењето? Традицијата на планинарењето во нашата земја веќе има под наводници историска перспектива и ретроспектива. Ние имаме планинарски патеки кои што се запустени. И тоа бргу создадени и маркирани. Пример за тоа е, личен мој пример, доживеан ова лето, патеката од Брајчино до врвот на Пелистер. Не се ја промовира пред не знам колку години како патека со донација од Холандија и ние во селото доаѓаме да одиме од таа страна, не сме оделе на Пелистер.
Прашуваме долу бележана ли е патеката? Да, има пано на кое пишува до езеро Волку, до толку кога отидовме нагоре, ни бележано, ни небележано. И нас не водеше инстинктот и мирисот што го имаме од претходните идења по планина и успеавме некако да стигнеме до горе. И среќа вашето искуство. Тоа беше за мене една од најтешките планинарски тури во мојот живот. И, значи, за разлика од тоа, тие што се патеките во употреба, лесно се препознаваат. Во планината вие не можете да ја промашите патеката, затоа што таа е изгазена. Тоа исто како во паркови кај нас, кај што се движат луѓето. Дали шетаки ги кучињата или децата, и тие си прават патека слоновска, по која одат. Значи, кај нас има многу малку такви разгазени патеки што се употребуваат. Водно, да кажеме чеплес, да, и уште неколку. За разлика од тоа, во околниве земји, особено во Бугарија, има изворено ниво на култура во планинарењето. Патеките се сите бележани. Затоа што они практикуваат една многу убава активност. Доаѓате вие пред да трнете, да кажеме, кон врвот на водно и ви даваат спреј. Кај што има црвено по камењава, вие удрете еден трак. Меѓутоа, нашите луѓе ги ставаат уранеци и ги носат дома за да фарбаат нешто друго. Не сваќате? Значи, во Бугарија патеките се бележани и таму ќе најдете клиентела под наводници од 3-2 години до 70 и нагоре. По патеката има однесување што е слично како во некоја многу културна под наводници институција, како во театар. Сите се поздравуваат. Добар ден, добар ден. Замислете 2000 луѓе одат нагоре, 2000 пати треба да кажете добар ден. Кај нас тоа не се случува. Само некој кој го познавате. Да, например и тие што ги познаваме, влегуваме во лифт во иста зграда, живееме, не викаат па главите добар ден, долу. Главата долу, од кои причини викаш овој ме мрази, а го гледаш немало причина. Така да во употребата кај нас на планинарењето е по мене минорна. А тоа е едно основно правило на однесување во планина, да се поздрави. Секаде. Да. Ние во планина кога одиме и на пример ќе сретнеме луѓе што живеат во планината и чуваат овци, овчари. И сосема нормално е да придеш и да кажеш добар ден, ќе поразговараш за ова, за она, разбирате? Тоа е нормално. Луѓе треба да комуницираат меѓу себе. Има време, периоди кога ние мораме сами со себе да зборуваме и другите те забележуваат дека не си баш како што треба. Меѓутоа, тоа е комуникација, па уште е побаво што тоа се случува таму. Зашто таму доаѓаат намерници. Не се тие случајни што одат во планината. Од X причини, секој има различен мотив. Некој има задача да истрча до врв. Добро. Како што возат велосипед на водно, некој покрај кеј, тоа го почитувам. Меѓутоа, сега во тоа ти се сретнуваш со куќе, му викаш бегај, правиш комуникација, со човекот поминува покрај тебе, не викаш добар ден. Тоа е веќе нешто друго. Тоа говори многу за културата, да, нешто што треба да се смени од корен. Еве, доаѓаме полека кон крајот на разговорот, за самиот крај. Дали доволно ги користиме планините во Македонија? Недоволно. Мислам, ова се одсечно го кажувам јас. Недоволно затоа што ако видиме дека во кафулињата во Скопје во било кое време, во секој момент има некоја бројка, еве да кажеме 100, не е важно. Значи тоа е супер посетеност, што носи пари. Некој прави пари од тоа. Кога ќе го споредиме тоа со планинарење е еден. Значи во Кафулево има еден човек. Значи процентот на условно кажано неодачи на планина е минимален. И не знам, тука треба некоја генерална стратегија за нешто да се смени. Жално е кога ние на овие години зборуваме дека нешто треба да се промени. Јас сум производ на време во кое ме заразиле со вирусот што се вика движење, па нека биде и планинарење и тоа трае. Да, колку често на овие ваши години, рековте имате 70, се качувате и одите на планините? Јас одам и ги правам работите кога сакам и кога ми е пријатно. Не реагувам на тоа дека морам да одам на водно 3 пати неделно или да возам велосипед секоја недела. И доаѓаме до просторот каде што вие имате избор.
не морате да го правите, туку сакате. Имавме ние еден професор, што ни предаваше многу добар, беше во Белград. И тој, кога зборувавме ние за рекреација, односно за посветување на време за да се возобновиме, и тој вика, има разлика меѓу слободно време и рекреацијата не се негува во слободното време. Туку, професоре, во ослободеното време. Тоа значи дека вие ќе планирате да одите на планина од до, а слободно време вие после работа или од петок да се наспиеме до понеделник. И благодарам многу за гостувањето. Пред нас е викенд, верувам дека многу ќе го искористат за да бидат дел од преубавите планини во Македонија. Јас силно се надевам дека тоа ќе се случи и така. И она што е најважно, да се отпоздравуваат кога ќе се сретнат на планина, а и било каде во разминување со луѓето кои што и не мора така добро да ги познаваат. Ви благодарам многу што секогаш сте тука кога имаме интерес да разговараме за планините, спортот и сето она што тоа може да допринесе врз нашето здравје. Ви благодарам и вам. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието и верувам дека овој разговор беше доволно интересен и инспиративен за сите вас, кои што верувам сите од нас имаат можност и прилика да одвојат и ослободат дел од своето време и да се рекреираат на планините. Секако тоа е нешто што треба редовно да го правиме за да имаме добар и квалитетен живот. Ети како нашиот професор Јован Ивановски на неговите години одлично се чувствува и успева секогаш кога ќе посака да се рекреира и да биде дел не само од водно, туку од сите планински предели и во Македонија и надвор од неа кои што дозволуваат рекреација и вистинско уживање. Нека биде тоа ваш избор за овој викенд кој што е пред нас. Немајте да го преспиете, искористете го позитивно, имајте убава и пријатна атмосфера со вашите најблиски и секако уживајте во сето она што го нуди животот.